Продолжува раздорот во левица. Исклучените членови порачаа дека не треба да се поддржи ниту еден партиски кандидат, бидејќи за ова било дискутирано уште пред 2 месеци на седница на Централниот комитет на партијата. Тие остануваат на ставот дека секој член и симпатизер може слободно да одлучи дали ќе бойкотира, дали ќе го поништи ливчето или ќе гласа. На 3 февруари највисокото раководство, највисокиот орган на левица ЦК, Централниот комитет, одржа седница на која што во точката за претседателски избори беше одлучено да не се поддржи ни еден од кандидатите на ВМРО и СДСМ. Најмногу ради тоа што ова се партиски кандидати, иако имаат надпартиски очекувања, а исто така во насока на поддршка на се поголемиот гнев на граѓаните, оправдан после 3 децении да не им се даде легитимитет на овие партии, затоа што се виновни за сето ова што ни се случува. Во однос на судската одлука според која Димитар Апасиев останува правен застапник на партијата, неговиот опонент Здравко Савески истакна дека со такви одлуки судството дополнително го уништува владењето на правото. Судската одлука е донесена врз чудни стандарди, од кои еден од аргументите на судиката беше да вреднува мејл со кој член на президиумот поднесува оставка, а не да вреднува подоцнежен записник со печат и потпис. Губењето на правната битка за левица од наша страна, а во прилог на Димитар Апасиев ќе биде силна порака дека во Македонија и оние малку траги на демократија изумираат. Савески не може да се помири со фактот дека неговото крило го изгуби спорот, вели Апасиев. Тој истакна и дека вечер ќе биде донесена конечна одлука дали ќе поддржат Силјановска. Предвадена, левица објави дека судскиот спор заврши, Апасиев останува правен застапник на партијата. Савески тогаш реагираше дека Апасиев одработува за фотелја.